Да, се враќаме во студиото. Пренџов, вие сте во коалицијата со ВМРО ДПМН, натре сте како партија. ВМРО ДПМН велат не дека се против една изборна единица, но велат сега не може за тоа да се дебатира. Кратко е времето, требало порано, не може пред избори. Отприлика сличен став има и дуј. Кој е вашиот став на вашата партија? Една изборна единица, отворени листи, дали да има цензус, дали да нема цензус? Овака, ние живееме во време во кое што имаме афера Рекет 1, Рекет 2, афера вирус, афера инсулин, афера со хеликоптерите, секојдневни афери. Имаме време во кое што имаме 49% на реализација на капитални инвестиции. Време во кое што граѓаните вразуваат едва и крај со крај во државата и според нас како политичка партија изборниот модел е од трето класно значење, што не значи дека не сме разговарале, дека немаме став на истата тема. За нас е проблемот суштински, не е технички. Оти изборниот модел е техника, дали ќе гласате во една, 3, 5 или 120 изборни единици. Ние поаѓаме од тоа дека во последните 23-4 години, сакале признали или не, собранието, највисокиот законодавен дом во државата, е практично една гласачка масинерија на владата, независно која влада е во минатото неколку влади, и сметаме дека клучен проблем е довербата и дигнитетот кој што го има собранието помеѓу народот во Република Македонија и врз основа на гледање на државните интереси и едно пошироко гледање ги ставаме нашите тесно партиски интереси на страна и сметаме дека прво треба да го дигнеме дигнитетот на собранието. Тој може да се дигне на начин доколку имате вие 120 изборни единици, тоа ќе го елаборираме неколку причини. Прво, тогаш имате личност која што се кандидира, гласате за личност која што ја познавате, е од вашиот град, вашата населба и не може тогаш партијата од Скопје да пушти некого во Делчево или од Скопје некого во Битола. Понатаму граѓаните ги гледате секој ден, тие ве гласале, со нив се познавате и морате да се грижите за нивните интереси во собранието. Значи, тогаш се намалува оно кое што го има во европскиот извештај дека во Македонија има султан парти, и тоа се намалува доколку има 120 изборни единици. Ќе се намали финансирањето и обемот на пари кои што се истураат во избори, бидејќи секој си има своја кампања, работи во својот град и за мене е најважно тоа што Република Македонија покрај тоа што ќе добие собрание со дигнитет, ќе ни се случуваат и работи да пратеници од ист град заедно гласаат, иако се власт и опозиција, за придобивките на градот. Тоа го немаме видено во Македонија скоро никогаш, барем од кога следам политика. И она што е клучно, сакам јавно да прашам. Ако помалите политички партии ќе биле позастапени. Прво, секој да слушаме дека имаме 23 политички партии во собранието на Република Македонија, с кои сте застапени со пратеник. За мене што е клучно? Дали, ако една мала партија, која е разликата ако една мала партија оди во предизборна коалиција со голема партија и доколку прави постизборна коалиција со поголема партија, бидејќи ако влезат 2-3 партии со по 1-2 пратеници, тие неминовно дело нив ќе одат во власт. За да одат во власт треба да коалицираат со поголемата политичка партија. И тогаш која е разликата? Дури ако одат предизборно во коалиција, тогаш ќе имаат можност да учествуваат во креирањето на програмата на таа поголема партија, а доколку одат постизборно, ќе им кажат извинете, ова не може, ние сме победиле, тоа поминало на избори. Да завршам да поентирам. Разликата е што ќе се оцени релевантност на партијата. Добро, тоа е неспорно. Ние одиме и сами на избори, сега на локални избори одевме у две општини, сами освоивме 5000 гласови, така да би кажав, не го гледам проблемот партиски. Дали ќе имаме 1, 2 или 5 пратеници. Го гледам дали ние му веруваме собранието. Дали ние имаме собрание со кредибилитет. Дали имаме пратеници кои се здружили и рекле во општина Велес ова ќе се случи. И ВМРО, и СДС, и громи социјалисти. Не, тоа го немаме. Кога тоа ќе го достигнеме, тогаш веќе може да разговараме и за отворени листи и за други понатаму комбинаторики. Да, на идејата за една изборна единица и отворени листи ВМРО ДПМН коалицијата, тоа се извинувам, настапи со идеја за 120 изборни единици, значи радикален, тотално различен концепт. Ние повторно го имаме оној проблем за кој што претходно зборувавме. Нели јас мислам дека бидејќи СДСМ го вети тоа во својата предизборна програма, дека ќе воведе една изборна единица штом ќе дојде на власт,
тој концепт требаше според мене да биде од почетокот или подобро речено во оној момент кога во 2017 година на локалните избори видовме дека СДСМ со кои тогаш правевме ние коалиција имаше навистина скор на секаде победа и мислам дека тоа беше вистинскиот момент затоа што тогаш и ВМРО ДПМН беше во губитничка позиција. Мислам дека во тоа време ВМРО ДПМН ќе го прифатеше концептот. Проблемот е кај нас што секогаш промената на изборниот модел се гледа од аспект на политичкиот можноста за политички успех на големата партија на власт или во опозиција и така натаму. Значи, ако сте вие на власт, секогаш и ако сметате дека сте во предност, нели? Тогаш вам ви одговара овој изборен модел или евентуално моделот на мнозински изборен систем. Значи, секогаш кога сметате дека сте во голема предност, како што ВМРО ДПМН сега смета по председателските избори дека остварила успех во 54 града или колку изборни единици, мислам, општини. Да. Во тој случај, нели, вам ќе ви одговара изборниот модел кој што е од мнозински изборен систем. Ако сметате дека како СДСМ дека евентуално сте изгубиле дел од гласачкото тело, вие секогаш ќе се фаќате за некаква сламка, нели, ајде сега да направиме една изборна единица па да се релативизира бројот на партии. Меѓутоа, во суштина, јас денес говорев во парламентот, имавме дебата за тоа, како представник на Демократскиот сојуз, имаше дебата за една изборна единица. Ние го поддржуваме концептот како една од, нели, помалите политички партии. СДСМ имаше и други претеници од други политички партии на албанците, имаше од другите малцински партии, други коалициони партнери. Цело време се лиферува одредени бројки дека ако била една изборна единица, ВМРО ДПМН ќе изгубило 2 пратеника, СДСМ 2, ДУИ 1, дека тоа не е голема загуба, а ќе добиеме во парламентот поголема представеност на помалите политички партии. Во суштина, ВМРО ДПМН и СДСМ ќе изгубат по 15 пратеници. Затоа што ако ги погледате сега по 10-15 зависи нели кој колку има коалициони мали партнери. Ако ја погледате листата денеска на СДСМ во парламентот, ќе видите 35 пратеници кои што се од СДСМ и 15-тина 14-15 колку се од помали политички партии кои што се коалициони партнери. Дали се од малцинствата, од етничките заедници или од овие другите помали политички партии. Во случај на една изборна единица, сите тие или најголемиот дел од нив ќе отидат на евентуално ќе соработуваат едни со други или ќе одат сами на изборите. Демократскиот сојуз имаше според системот на една изборна единица би имал еден пратеник на минатите избори 2016 кои што беа многу конфронтирани, каде што учествува многу малку други партии освен овие големи конгломерати на коалиции. Сакам да кажам дека стравот кај големите партии, јас денеска затоа го поставив и тоа прашање, дури мислам дека и СДСМ искрено, иако изгледа дека сега сака да го форсира тој систем, искрено се плаши, затоа што утре со 35 пратеници вие не можете да формирате влада. Вие ќе барате коалиција и тие коалиции ќе бидат многу тешко да се реализираат. Иако сметам, значи одговорно сметам затоа што за тоа има и теоретски, значи напишано цели книги дека поголема представеност во парламентот имате со помали политички, имате кога има една изборна единица каде што сите гласови на граѓаните ќе бидат изброени, нели? И нема да се изгубат гласови. Денес се губат околу 50 до 100.000 гласови. Со мнозински систем би се изгубиле веројатно повеќе гласови. Само кратко. Ја пак ќе повторам еден совет до колегата. Ново време. Дајте да тргнеме, имам 2 пратеници, 15, 35. Значи, да ги тргнеме тие работи, комбинаторики. Тие се теснопартиски комбинаторики. Да видиме што му треба на народот. Дали му треба собрание со дигнитет или не. Дали му треба собрание кое што секој втор закон ќе паѓа на уставна суд бидејќи никој не го чита, само гласа или не. Дајте да донесеме паметни луѓе во политиката. Се повеќе бегаат, онези бидејќи извулгаризиравме. Не постои идеален изборен модел. Тоа е факт. Затоа различни држави имаат различни изборни модели. Да го видиме изборниот модел во кој што граѓаните ќе имаат добивка, а не партиите. Добро. Политиката е на долги стази, не е шпринт.
секоја политичка партија, ако продуцира политички ставови, ќе дојде незиното време. Ама дете да ги направиме условите да бидат за народот, а не за нас партиите. Значи, нисте че времето, само сакам кратко ве молам, 120 изборни единици ме интересираше, сакав да ве прашам пред малку, во пракса, една изборна единица, колку би било тоа? Отприлика една населба или Па да речеме како? Зависи, например, ако е помало, имавме таков систем, Имавме таков систем 90-та година. И четврта. 90-та и 94-та. Да. Значи имавме во два изборни циклуса систем кој што е во два изборни круга. Имавме малку и непријатно искуство со дело тоа дека во вториот изборен круг нели се организираат партиските штабови, па имаше и тепачки и така натаму. Но тоа се зародише на демократијата, тоа. Да, тоа беа во зародишите на демократијата. Меѓутоа, поентата ми е друга. Изборен систем во една држава прво треба да се прилагоди на етничката, на политичката структура, на големината на државата, големината на изборните единици, регионал, на демографскиот елемент. Ние знаеме многу иселени има граѓани од Македонија. Ние не знаеме денеска во 6 изборни единици прво правото на глас не е еднакво, затоа што многу помалку граѓани избираат пратеник во шестка, отколку во некоја друга изборна единица. Изборен модел, тогаш дајте прво попис да правим, зашто така предлагате сега изборниот? Така што се согласувам дека кај нас ни е потребен прво попис, каде што навистина ќе утврдиме демографски како се движи населението во Македонија, да за потоа да имаме сериозен некаков изборен модел. Добро, значи не истече времето. Ви благодарам на двајцата за ова гостување, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Останете со нашата програма.